Нека да го прославиме нашиот Бог и ова неделно утро со песната број 23. Славете го Бога и во овој час, од љубов кон светот ни подари спас. Го испрати Исус да умре на крст, кон вечниот живот ни отвори пат. Tajni, ni otkriva.
Господа, смело воскликнете, славете Господа, радосно запейте, пристанете сега пред вечниот Бог, за сите му дела прославете го. Од Божјото Слово ќе го прочитам Псалмот број 146. Алилуја, моја душо, фали го Господа. Ќе го фалам Господа, додека сум жив, додека ме биде, ќе му пеам на мојот Бог. Не надевајте се на кнезовите, ниту во човечки син, од кого нема спасение. Ако излезе духот од него, тој се враќа во својата земја и во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. Блажен е оној, кому му е помошник Јакововиот Бог, чија надеж е во Господа, неговиот Бог, кој ги создаде небото и земјата, морето и се што е во нив, кој останува верен до века. На огнетените им враќа правда, а на гладните им дава леп. Господ ги ослободува врзаните. Господ им ги отвара очите на слепите, Господ ги исправа наведнатите, Господ ги љуби праведните. Господ ги заштитува тугинците и подкрепува сираците и вдовиците, а на грешниците им ги метка патиштата. Господ ќе царува до века, Твојот Бог Сионе, од колено до колено. Алилуја. Нека се исправиме да се помолим. Алилуја, те славиме Тебе, Господи Боже, Татко наш небесен. И преку Твоето писмо ние сме охрабрени, преку овој псалм и се што читаме и се што слушаме, ние сме охрабрени ово утро, Господи, да дојдеме во Твоето свето присуство и како што пеевме и во песната и Те славевме, пристапуваме сега пред Тебе, о свети и вечни Боже. Бидејќи од Тебе потекнува се што гледаме и што не се гледа, Ти си Творецот кој сето тоа го имаш премудро проткаено. Ти си изворот на животот, Господи, и преку Твојата светлина ние ја гледаме светлината во животот. Гледаме духовна светлина која ни дава право да ја знаеме, да ја разбираме, Господи, Твојата волја и не само што не осветлува, туку и ни дава сила да продолжиме, Господи, и ние да ја одразуваме Твојата светлина во овој темен свет, кој што е западнат во зло и во грев. А не често пати, Господи, неретко пати и ние во нашите срца наоѓаме трошки од таа темнина. И ние сме свесни, Господи, дека и ние постојано не ја извршуваме Твојата волја во нашите животи. Свесни сме, Господи, и за нашите отпаѓања и за нашите гревови. И затоа, Господи, доаѓаме во Твоето свето присуство, не заради нас, туку заради Твоите големи помилувања и заради Твоите големи милости кои што Ти ни ги имаш покажано во Твојот Син, а нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Доаѓаме во Исусово име, Господи, пред Тебе. Доаѓаме бидејќи се застапуваш, Господи Исусе, Ти за нас пред Отецот Небесен. И како што пеевме во песната, искупени преку крвта Христова, единствено преку Твојата крв, Господи, отворени се вратите во Твоето свето присуство. Немаме во ништо друго надеж, нити можеме нашата надеж да ја положиме во човек, нити во нас самите, нити во кнезови, нити во власти, во ништо друго не можеме, Господи, туку како што научи Твоето писмо, ја полагаме нашата надеж ово утро во Тебе, Господи. Од каде што ни доаѓа спасението наше, од каде што ни доаѓа помош во право време. Но дури и да не дојде, Господи,
Се тоа е во Твојата промисла веќе промислено. И Ти знаеш кога да делуваш во нашите животи, како да делуваш, Господи, кога не оставаш во трпение, ги извајуваш нашите карактери, Господи, и преку тоа градиш вера во нас. И сето тоа го правиш, Господи, за Твоја слава. Сето тоа го правиш да ние ја согледуваме Твојата величествена сила, да ја согледаме Твојата понизност, Господи, да го согледаме спасението, Твоето страдање да го согледаме. Тоа што се Ти имаш направено за нас, начинот на кој што Ти допираш до нашите животи, начинот на кој што Ти го изработи спасението, да може да не избавиш нас од греловите, Господи, од вечниот оган, кој што е спремен за лукавиот и за неговите слуги. Не е Твојата волја, Господи, ниту еден да пропадне, туку секој да дојде до познавање на вистината, секој да повика, Господи, кон Твоето име, не би ли ја избавил својата душа. И обутро, Господи, ние се понизуваме, ние се смируваме, Господи, и оставаме се на страна, се што ги окупира нашите мисли, Господи, што ни го одвлекува вниманието да се сконцентрираме сега на Твоето Слово. Сето тоа, Господи, го ставаме на страна. Помогни ни преку Твојот Свет Дух, преку Твоето влијание, преку Твоето присуство. Отвори ги у нашиот духовен разум, Господи, нашите духовни сетила, да можеме и ово утро да бидеме нахранети преку Твоето Слово, преку братот Коста, кој што ќе го споделува со нас. Благослови го и него, Господи, и води не во се што правиме во оваа служба, преку песна, преку молитвите што ги искажуваме, преку текстовите што ги читаме. Се нека биде за Твоја слава, а за наше охрабрување, и да бидеме, Господи, благодарни во срцата дека Ти ни го даваш овој нов ден, да се радуваме и да се веселиме во денот кој што Ти го створи, Господи, да биде за Твоја слава, да се собираме заедно како браќи и сестри и заеднички, Господи, да даваме слава на Твоето име. Во сето тоа Ти благодариме и го молиме во името на Господ Исус Христос. Амин. Ќе го прославиме Бога со песната број 44. Сигурно сладка, Исусе мој, о каква радост ми дава Тој. Сигурно сладка, Исусе мој, о каква радост ми дава Тој. Дете сум Божјо, сигурно знам, откупен со крв, роден од Дух. Затоа пеам и сведочам, во слава Исус, цел живот свой. Затоа пеам и сведочам, дете сум Божјо, Исусе мој. Од срце живот му предавам, за него сега ја живеам. Милост и љубов ми праќа Бог, секој дневно ме
сведочам, го славам Исус, цел живот свой, зато пеам и сведочам, дете сум Божјо, Исус е мој. Одмор во Исус добивам јас, среќа и блаженство всекој час, сокрена поглед очекувам, во Негов пресрет да полетам. Затоа пеам и сведочам, го славам Исус, цел живот свой, затоа пеам и сведочам, дете сум Божјо, Исус е мој. Сите вас ве поздравувам ова неделно утро во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во Негово име сме соберени ово утро да се поучуваме од Неговата волја преку инспирираното Божјо Слово, така како што Господ ни го дал преку Неговите свети луѓе, свети пророци кои што пророкувале во Негово име преку апостолите. Се тоа е инспирирано преку Бога и се тоа служи за наша надоградба, за наша поука, како може ние како Божи деца да стануваме спремни, да бидеме спремни за секој добро дело кое што Бог веќе го промислил за нас, за Неговата волја да ја извршуваме во нашите животи. Помеѓу нас гледам и гости, братот Даниел и неговата сопруга, тие се поздравени, но исто така и братот Коста и неговата сопруга. Тој ќе ни послужи, како што најави во молитвата, од Божјото Слово, па нека да бидеме внимателни и да слушаме што има Господ да ни каже. Повели. Ве поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Во Домот Божи, во кој што доаѓаме заедно, за да можеме да примиме од Неговото Слово, од Неговиот Дух, од Неговата добрина, но исто така од Неговата поука. Да не подсети дека Тој не создал на свој образ и зошто Тој сака да ја поминеме целата вечност заедно со Него. Нека Господ ни помогне во сето ова што досега беше испеано, сето она што досега беше прочитано и што беше измолено, нека Господ тоа го направи вистина во срцето на секој од нас, кои денеска сме дојдени да се сретнеме, се надевам, првенствено со Него и со Неговото лице како троедин Бог на Татко, Син и Свети Дух. А за да гледаме, ни е потребна светлина. И псалмот кој ќе го прочитам денеска, псалмот 36, говори меѓу другите работи и на таа важна тема. Ќе го прочитам 36-тиот псалм од првиот до последниот стих. Гревот му зборува на грешникот, длабоко во неговото срце нема страв Божи пред очите негови. Зашто тој самиот на себе си ласка, место да го увиди своето беззаконие и да го намрази.
Зборовите на устата негова се неправда и измама. Тој не сака да се вразуми и да врши добро. На леглото свое смислува беззаконие, останува на лош пат, од зло не се гнаси. Господи, Твојата милост е до небесата, Твојата вистина до облаците. Твојата праведност е како мокните гори, а судовите Твои како голема бездна. И луѓе, и животни Ти спасуваш, Ти, Господи. О, колку е скапоцена Твојата милост, Боже! Синовите човечки се засолнуваат по Твојата закрила. Тие се ситат од изобилието на Твојот дом и од потокот на Твојата красота ги напојуваш. Зашто во Тебе е изворот на животот и во Твојата светлина ние гледаме светлина. Продолжи ја милоста своја кон оние кои Те познаваат и спасението свое кон оние со чисто срце. Нека не ме гази ногата горда, раката на грешникот да не ме гони. Таму паднаа оние што вршат беззаконие, соборени се и не можат веќе да станат. Амин. Амин. Овие денови гледаме дека Македонија обвиена во голема темнина и во огромна тага. Сочувствуваме со сите оние што на најстрашен начин доживеа незамислива загуба. Сочувствуваме со сите оние кои самите пострадаа и доживеа и физички и ментални трауми. И сочувствуваме со сите оние кои во секој миг чувствуваат дека нивните животи се за секогаш разорени. А каде да се свртиме во такви мигови, ако не кон светлината која ја разбива секоја темнина? И додека молев, додека размислував на која тема и како да говорам, што да проповедам, Господ навистина ме водеше кон овој псалм, ме водеше кон овие стихови, кои на еден многу јасен начин и недвосмислено укажуваат кои се причините и кои се последиците на тоа што носи темнина и кои се причините и кои се последиците на она што ја носи светлината. А ние како верници во Христос и во Бога треба да бидеме луѓе кои постојано говорат во Твојата светлина гледаме светлина. Или како што во еден друг псалм, 10 псалми подоле, не 36-тиот, туку 26-тиот стих ќе каже псалмистот: Господ е мојата светлина. Во оваа светлина ние сакаме да живееме. Во оваа светлина ние сакаме да го покажеме патот на луѓето околу нас. Но над се, во оваа светлина ние сакаме сами да го изодиме патот на кој што Бог не повикува. Главната теза на псалмистот во овој псалм, во 36-тиот псалм, е внимателно конструиран текст, ставен во еден контраст и во една определена така наречена рамнотежа, кој всушност е даден за да може да се засили целата наше разбирање како заедница дека му припаѓаме на Бога. Дека не сме само поединци дојдени тука да седнат во клупите и секој за себе да си добие нешто од Бога и потоа да си отиде дома повторно само за себе. Овој псалм не потсеќа дека што ни се случува поединечно, ни се случува заеднички и што ни се случува на заедницата, му се случува на поединецот. Бог е заедница. Еден, а троедин. И не повикува на таков ист начин ние да живееме. А која е целта на псалмистот? Неговата цел е да создаде дистанца од она што е живот на грев и да се поттикне здружување и свртување кон Јахве како оној кој е наш покровител и наш заштитник. И псалмот е песна, псалмот е поезија. И тоа е читање кое што сака на еден поетски начин да ја изрази моралната реалност, моралната стварност, да остар контраст меѓу злите, меѓу гревот и недобрите. И Јахве, тука е многу интересно, ќе видите оваа динамика,
Динамиката не е толку меѓу злите и добрите. Ако беше така, злите ќе не потепаа сите нас добрите, што сакаме да кажеме дека сме добри. Бидејќи злото е секогаш неколку чекори понапред од доброто во човечките способности. Контрастот тука не е меѓу добри и зли. Првиот контраст е меѓу гревот и Бога. А никој нема шанси против Бог, ако знаеме како да се држиме до Него и како да живееме со Него. Псалмот почнува со еден, тука некаде има вода, треба да се напијам. Почнува со еден опис. Дава една така наречена мудросна анализа. А инаку кога станува збор за мудроста, особено во Стариот Завет, таа првенствено не значи некакви умствени способности. Не значи некаква интелигенција. Не значи коефициент на интелигенција. Туку значи практична примена во секојдневниот живот како треба какво поведение треба секој од нас да има. И затоа нечестивиот, луѓето што одат по гревот или гревот ги дефинира, тие се само возвишуваат и немаат вели страв од Бога. А посебно на ова би рекол дека ние сме денеска страдаме, особено во 21. век, од оваа современа идеологија на тако наречен автономен индивидуализам. Секој треба да си ја нареди за себе. А јас мислам дека за жал во нашиот народ, во македонскиот народ, имаме дури една изрека што вика кој како ќе си ја нареди. Ама кој како ќе си ја нареди, никогаш не секогаш повлекува и компромис. Ако сакаш сам да си ја наредиш во животот, секогаш ќе мораш да живееш со компромис и да се компромитираш со гревот. А спротивно на овие очекувања, псалмистот зборува за праведноста преку изрази не на тоа првенствено што прави праведникот. Пазете го ова. Туку врз пофалби на она што го прави Бог и довербата во Него. Иако го од нашето читање на Светото Писмо, ќе видите дека 36-тиот псалм е некакво интересно извртување на распоредот на првиот псалм. Значи, тука почнува со безбожникот и завршува со Бог и верниците, а во првиот псалм е обратно. А инаку, овој опис на злобата на така наречениот безбожник е психолошка, јазична, практична корупција. Психолошка, јазична и практична корупција. Почнува во умот, се развива и се изразува преку јазикот и се конечно применува во нашите дела. Од нашиот внатрешен свет се случува надворешно поведение. И отворањето на првиот стих е така наречена диаболична извртување на стварноста. Всушност, овде, ако некаде го гледаме ѓаволот како зборува, демоните како говорат, тоа псалмистот сака да го потенцира, ова е тука. Бидејќи ако погледнете како Господ зборува преку пророците, ќе видите дека всушност Бог е персонифициран. Псалмистот вели Бог зборува и зборува во прво лице еднина. Јас ви кажав. Слушнете како говори тука гревот. Гревот зборува. Значи имаме една целосно извртување на Божиот говор. Бог говори преку пророците, гревот зборува преку безбожниците. Во што се манифестира ова зло? Нема чувство на стравопочит. Си ласка себе си и не ја препознава својата вина, се однесува безморално и подло. Ако немаме кон што да се свртиме што не надминува, ако немаме идеал кон кој што се стремиме, а единствениот
апсолутен идеал не може да биде никој друг и ништо друго освен Бог и неговата божествена природа, ние секогаш ќе завршиме со обожавање на самите себе си. Па макар какви биле нашите мотиви и каде оделе нашите цели. Ако немаме ваква стравопочит, манифестацијата на недостаток на ваков стравопочит во еден ден, во еден миг, на еден најстрашен трагичен начин, Македонија, а и светот, ја посведочи во тоа што се случи во Кочани. Грешникот ужива во својот грев, не се плаши од Бога, има лажно чувство дека, пазете го, има лажно чувство дека Бог е на неговата страна. Македонија, за жал, е полна на устата на луѓето во Македонија е полна со Бог. Полна со вера, полна со изрази на нешта кои всушност посочуваат дека наводно луѓето му се посветени на Бога. Меѓутоа, тоа се меша со зборување на зло и зборување на лаги. И уште еднаш ќе кажам, да бидеме, јас прво од мене да почнем, не бидете, да бидеме многу внимателни. Не се работи за тоа што ние како побожни луѓе можеме да направиме. Многу поважно е тука да разбереме една работа. Ништо не можеме да направиме. Христос на сите јасно ни вели на учениците што им кажува: без мене не можете. Го знаете тој стих, така? Сакам да слушнам од тука некој. Без мене не можете да направите ништо. Ништо. И јас мислам дека главната теза тука не е кој што прави, првенствено, туку кој на што и на кого се надева. Кој каков идеал има пред себе, па макар тој идеал го нарекувал и Бог, бидејќи тоа треба се манифестира на еден специфичен начин. И од 5-тиот стих влегуваме во една така наречена величествена антитеза. Знаете дека во македонската поезија постои баш така се вика словенска антитеза. Така почнува една од најславните песни во Македонија, Сердарот. Пискотници се слушаат од галичник во река, што пуста несреќа ги збра, дали Турчин дојде арач да збира, дали и така натаму и после. Не било тоа, не било тоа, не било тоа. Имаме една и силна, тројна антитеза. На ист начин, сличен начин и оваа поезија на псалмистот зборува во ваква антитеза. Величествена антитеза. Гревот говори, гревот зборува. Како се манифестира преку грешниците и безбожниците кои го заземаат првото место. Тие самите себе сакат да се истакнат и да се манифестираат како нешто величествено и како нешто возвишено. А овде од псалмистот ја имаме оваа величествена антитеза. Божјата добрина, Божјата милост и правда која ги надминува небесата и сите длабочини на овој свет. Од 1-тиот до 4-тиот стих фокусот е грешникот. Од 5-тиот стих па натаму фокусот е Бог. Особено 5-тиот до 7-тиот стих. Центарот на псалмот, фокусот е Бог. И сакам да кажем, ова е всушност една од главните поенти која сакам да ја нагласам денеска. Фокусот на овој псалм не сме ние верниците во црквата. Фокусот е Бог. И единствената разлика меѓу грешниците и праведниците не се што правиме. Единствената разлика е со каков фокус гледаме на Бога и дали нашиот живот во целост му го посветуваме на Него без никакви исклучоци, без никакви изговори и без никакви компромиси. Тоа е единствениот начин како нашиот живот ќе се манифестира како на луѓе кои се побожни и како на луѓе кои го сакаат Бога. А кој се тука описот на божествените атрибути? Атрибут е термин кој објаснува каков е Бог во овој случај. Значи, со секој од овие атрибути ние дознаваме нешто за Бога. Каков е Бог? Бог е верен. Бог е праведен. Бог е милосрден. И во овие негова правда, милосрдност и добрина, ова верност, правда и милосрдност, Бог ја манифестира својата улога
во животот на луѓето. И што вели псалмистот? Повторно не кажува: види Господе, се чудам колку многу ја тебе те сакам, просто сум зачуден како е можно толку да те љубам. Така ли вика псалмистот? Не вика така псалмистот. Знаете што вика псалмистот? Само што пред малку прочитавме. Ја гледам, ја чувствувам, ја доживувам твојата љубов и се чудам каква е таа чудесна љубов. Не можам да ја разберам, Господе. Не ја заслужувам. Тоа е во 5 стих. Но во 7 вика: величествено е добра и затоа влегувам под незината закрила. Боже, не ја разбирам оваа твоја љубов. Боже, ме поразува оваа твоја љубов. Боже, оваа твоја љубов е целосно над нас, над сите наши можни ментални, когнитивни, физички, емотивни капацитети. Немаме капацитет, Боже, не можеме. Но сеедно, тоа што Ти ни го даваш, тоа и го прифаќаме. Ете ме, Господе, сакам да бидам влезен под закрилата на Твојата вечна, несогледива, совршена љубов. И оваа химна од 5 стих натаму почнува со повик и полна е со теолошки термини. Не се плашете. Кога ќе кажам теолошки термини, не станува збор за тешки зборови. Теолошки термини чисто значи описи на Бог. Тоа значат тие зборови тука. И вели: о Господи, о Господи. И користи збор на еврејски хесед. Љубовта Божја која е неразбирлива. Љубовта Божја која е апсолутна. Љубовта Божја која едноставно ги надминува длабочините и височините на целата вселена. Вера, правда и судови. Тоа е описот за Бога. Потоа оди кон небо, облаци, планини, морска длабочина. Знаете ли што се случува тука во на еден мал микроначин? Љубов Божја, вера, правда, судови, небо, облаци, планини, морска длабочина. Псалмистот накусо ја опишува Едемската градина. Како беше на самиот почеток? Што се случуваше кога Бог на совршен начин го создаде човекот, ги создаде мажот и жената? Но дури и таа состојба е само предвкус на она што Бог го има замислено во неговото совршенство за севкупното исполнување на волјата за човештвото во заедништво со неговата љубов. Мал предвкус. Псалмите се полни со овие описи. Псалмите ја опишуваат Едемската градина, а истовремено посочуваат кон она величествена промена која Бог еден ден во целост ќе ја донесе. Имаме на повеќе места во книгите на псалмите описи како Божи крилја, во 17-тиот псалм, 8 стих, Божиот дом, псалмот 23:6, Божјата река во псалмот 46:4, Божиот извор, 87:7 и конечно повторно пак Божјата светлина. Во Твојата светлина гледаме светлина, Господ е моја светлина. Што ова значи? Тоа значи дека не само можеме да ја видиме светлината во сонцето што свети, туку кога сонцето ќе светни, може да видиме и се друго. Без таа светлина, не само што не можеме да ја видиме таа светлина, не можеме да видиме ништо друго. И токму затоа ни е потребно ни е Бог да дојде во нашиот живот и да биде таква светлина. Пред сега веќе 4 години, или 3 години поточно, 3 години почина мојата, така кажам, баба, поточно мајка на мојата сопруга. И таа беше жена која добар дел од вас ја имате и запознаено, дошла и неколку пати тука во црква. И она што мене се ми остана од како жената почина
почина со целосна посветеност и целосна вера во незиниот Господ Исус Христос. Непрестано. Така си замина. Додека беше во некои тешки агонии, мојата сопруга имаше забележено среден ног, крајно безпомошна, како на креветот лежи, нема никаква друга помош физичка веќе која да ѝ се помогне, а таа е бара Божјата светлина. И на сопругата ѝ реков кога почина, на неа се сеќавам на многу различни начини. Ама една мисла постојано ми се појавува, а тоа е мислата светлина. Не дека таа беше извор на светлина, туку во светлината гледаше светлина и за неа сведочеше. Во твојата светлина гледаме светлина. И потоа имаме од 8 стих, значи натаму имаме премин кон молитва. И повторно молитвата сега е поезија. Премин кон општа, така наречено опишување на Бог. Бог е извор на живот, Бог е светлина, Бог е изобилство, Бог е заштита за праведните. Целата вселена сведочи за Божјата љубов и за неговата верност. И тука псалмистот моли и вика, те молам Боже, заштити ме од сите зли. Меѓутоа интересно кога он зборува тука, особено на во оригиналниот јазик од коментаторите што јас ги консултирав и читав за оваа проповед, кажува нешто многу интересно. Тука тој цело време пишува во еднина, цело време за себе кога го кажува тоа. И наеднаш во овој миг кога е бара правдата од Бога и кога бара заштита од Бога, одеднаш вели ми е потребна, значи не мене, туку вели на нашата заедница дај од твојата праведност. Тој се моли за заштита од злите не само за себе си, туку се моли за заштита на целата заедница. И повторно, не конкретно само за заштитата од што би можеле да направат безбожниците на побожните. Не е тоа е дел од молитвата. Но главната работа е, Господе Боже, помогни ми да не мислам како безбожниците, дека без почит кон Тебе вистинска можам да се надевам на Твојата помош. А голем дел од луѓето во светов, верници и неверници, мислат дека можат токму тоа и да го направат. И си ставаат некои своји замисли и идеи дека еден дел од животот може да биде целосно издвоен од Бога и таму не мора баш многу Бог да пипка, бидејќи ние ќе си ја средиме работата, а другиот дел, тој за среќа, што ни треба за здравие, за береке, тој ќе му го дадеме на Бога. А оние најважните нешта на нашиот живот, одлуките за животот, начинот како ќе живееме и на кого ќе сме посветени, Господе, за тоа јас ќе си ја наредам работата сам. Ова го кажува псалмистот. На ова псалмистот не потсеќа како заедница да се чуваме од оваа работа и да се пазиме од ваквите зли измамнички размислувања. Заштити не, Господе, но псалмистот вика не само мене, заштити ја, Господе, заедницата. Што тоа значи? Дека секој од нас е одговорен каков пример ќе остави пред заедницата и пред светот наоколу. Спротивно од патот на безбожниците, не е пред се патот на моралот, патот на доброто однесување, обидот да се размислува мудро, да се кажуваат вистинските зборови и да се прават добри дела. Ова не е поентата на псалмот. Тие работи се сите покажани и треба да се случуваат, да не ме разберете погрешно. Ама тие треба да бидат само нуспојава од нашата вистинска посветеност на единствениот Бог кој е светлина и во кого ќе видиме светлина. Таквите нешта за кои што ние копнееме да не се случат во животот, треба да произлезат од нашата љубов возвратена кон совршената љубов на Бог. И сето ова не можеме сами да го сознаеме. Ако погледнеме целината од 5 до 9 стих на овој псалм, ќе видиме една возбудлива, така да кажам, една екстатична, би можел да употребам еден друг збор, на пофалба на Бог кој дава. Бог дава, не некој друг. Затоа што секој добар и совршен дар
доаѓа од горе, од Бога, вклучувајќи го и дарот на неговото познавање. Ако Бог не ни се објави, ние не можеме за него да дознаеме ништо. А во стихот 10 ни се кажува дека праведните по срце се оние што со радост го прифатиле тоа. Те љубам, Господи, сило моја, како во Псалмот 18:1 што е напишано. А кога ќе си ги припомниме зборовите од 26 Псалм 5 стих, ги мразам собирите на злонамерните. Во големото собрание ќе те пофалам, Господи. Сваќаме дека стихот 11 од овој псалм сведочи за истото определување. Господи, ние се вртиме кон Тебе. Да се застане на страната на Бога од стиховите 5 до 9 значи да се одвои човекот од ставот на безбожниците во првите 4 стиха. А многу лесно е да ја промашиме идејата што сака псалмистот да ни каже. Не е само дали во целост ние се поистоветуваме со тоа што го прават грешниците. Многу поважно е не дали правиме добри дела, туку зошто ги правиме. И не дали правиме добри дела за Бог да види тука во еден сегмент, а во другиот дел да останеме целосно изолирани да кажеме ова е наша територија, Боже, не пипкај таму. Туку да не подсети дека не постои еден атом, не постои едно делче од нашиот живот, дух, душа и тело, кој не би смеел, кој би можел да остане надвор од Божјото присуство и од неговото помазание. А овие зли, повторно, не само како луѓе дека ќе бидат поразени, туку ставот на оваа работа, рајот, небото, заедничата со Бог, Царството небеско, значи првенствено пораз на овој грев кој е персонифициран, гревот кој зборува. Поразот на гревот кој зборува значи да се живее во Царство небеско, да се живее во заедништво со Бога. И тука имаме неколку работи кои се важни што псалмистот ги прави. Прво, имаме разлачување, лачење, како што на времето па и до денешен ден овчарите тоа го прават кога лачат овци, една од друга за некакви намени. Прво треба се направат разлачување. Силно разграничување меѓу она што е зло, меѓу она што е грев и она што е љубов кон Бога и поистоветување со Него. Да се поистоветиме со Јахве, кој е наш идеален заштитник. Тој е моќан, тој е добар и со своите благодати царува во овој случај, во псалмот вика, од центарот на храмот. Меѓутоа, после Христос, храмот не ни е потребен. Сега сето ова се случува директно од пред престолот на Бога. Просторот за злите е затворен, така ги гледаме. Кога ги гледаме злите како се опишуваат, нивниот простор е затворен, нивниот простор е ограничен, поврзан е со темнина и со деструктивност. А просторот кој Јахве го има е космички простор. Тој е отворен простор. Вселената ни дава да дишеме. Ни дава простор да бидеме тие кои што сме. И ни дава можност да имаме свет и исполнет живот. Што прави праведникот сега? Не кои добри дела ги прави, не е тоа поентата. Слушнете што е најважно во овој случај. Праведникот има стравопочит кон Господа. Господ нема да дозволи никој да се руга со него. Никој не може да го исмева Божето име и да мисли дека ќе си помине така и дека ги прелажал другите. Господ со стравопочит бара да му придеме и нашата најмудра и највозвишена желба треба да биде да му пристапиме со стравопочит. Праведникот не вика јас сум праведен и открив дека сум праведен. Слушате зошто сме праведни? Ја разпознава сопствената вина. Се обратно од безбожникот. Ја разпознава сопствената вина. И конечно, тој не е арогантен. Со други зборови, не мисли дека се исполнува во индивидуално само за него. Се движи по добар пат и избегнува зло само откако сите овие други три работи горе што ги набројав ги прави. А храмот, според псалмистот,
во Стариот Завет е центарот на оваа вселенска и космичка добрина и космичка заштита. Просторот на злите е простор на бегалци, на бегалски кампови, така може да ги замислиме. Надвор од светоста и редот. А во бегалските кампови, на такви места каде што има безредие, секогаш владеат само најсилните, најсебичните и профитерите. А Господ ни нуди простор во кој што можеме да бидеме целосно безбедни. Значи, овој псалм е псалм и алатка на нашиот идентитет. Цело време се расправаме околу тоа дали сме ние македонци, кои сме, од каде сме, и го потврдуваме нашиот македонски идентитет. И нема ништо лошо во тоа. Јас така се доживувам себе си и така ќе умрам, така ги учам сите околу мене што ми се блиски. Но има еден многу поважен идентитет. Овој псалм не учи за идентитетот на верникот, која препознаваат и избегнуваат персонификацијата или говорот на гревот, за да останат во заедништво со Бога. Не го слушаат она што вика гревот зборува. Така почнува псалмот. Гревот му зборува на грешникот. Речи си како Бог кога му зборува на пророкот. Гревот му зборува на грешникот. Лажен Бог владее во неговиот живот. Псалмот е алатка на нашиот идентитет. Кој сме ние во Јахве Господа? Второ, која е функцијата на текстот, а тоа е да не поттикне да градиме заедница во која што има доверба и во која што има љубов и во која што има заемност, не заради тоа што ние можеме да ја создадеме, туку затоа што му веруваме сите заедно на Бога, дека тој тоа ќе го прави во животот на секој од нас. Заедно влегуваме во вистинска хармонија која само Бог може да ни ја даде. Трето, Бог како извор на живот и извор на светлина, бидејќи не е само светлина, туку евете што вика, што вели псалмистот овде во овој псалм. Во тебе е изворот на животот. Во тебе е изворот на животот. И дури потоа вели, во твојата светлина гледаме светлина. Преку ова, ние всушност сите стануваме, еве сега ќе ви кажам, ако ова сме го разбрале, ние, драги браќа и сестри, како заедница, ако тоа сме го разбрале, дека изворот на животот е во Бога и во Божјата светлина гледаме светлина, сите сме ние теолози. Тоа е суштината на теологијата. Да разбереш дека Бог е извор на животот и во неговата светлина ние можеме да видиме каква било друга светлина. И псалмистот не е изгубен. Псалмистот не е опиен. Псалмистот не е да ги загубил контролата над своите ментални капацитети па да се тресе и да не знае што зборува. Псалмистот е длабоко радосен затоа што знае дека Бог проникнал во неговата душа и ја осознал и вкусил од Божјата добрина. Така употребата на овој псалм се користи или служи за охрабрување, за утеха и за поука на нас верните. Сакаме ли да живееме во едно општество во кое што Господ е извор на животот и Бог е светлина во кое што гледаме светлина? Тогаш треба да се тргнеме од говорот на гревот. И треба да ја признаеме сопствената вина. Треба да расчистиме со сопствените капацитети. И на единствен начин како да бидеме побожни е нашите добри дела, нашата посветеност на Бог, да не бидат главните манифестации на тоа кои сме, туку нашата целосно разбирање и признавање на тоа кој Бог е во нашиот живот. Кога таа доверба ја ставаме таму, другите ќе можат да имат доверба во нас, а на тој начин ние ќе можеме да имаме доверба во другите. Еве тука на оваа земја, во оваа црква, во Колешино, во оваа зграда може да се гради Царство Божјо. И на тоа Библијата не повикува. Сакаме ли Македонија да не биде во темнина? Ако тоа го сакаме, тогаш треба да го следиме примерот, поуката на овој псалмист. Затоа што сум длабоко уверен
дека голем дел од овие болки и страдања с кои што луѓето поминуваат во Македонија, како манифестација најстрашна ова што се случи пред две недели, точно 2 недели всушност. Може на многу начини да биде барем во некоја рака избегнато и спречено голем дел од тоа. Ако живееме како Бог кој е извор на животот и ако живееме како Бог кој е светлина во која што гледаме светлина. Но тоа е во нашите срца. Тоа е нашата одлука. И не се работи за тоа дали ние самите ќе си ја наредиме и дали на нас добро ќе ни тргне. Туку дали Господа го љубиме и дали во заедницата молиме Господе заштити не од зло, сите нас заедно, не мене само индивидуално. Како ќе живееме? Псалмистот не вика: дојди во живот, спознај го изворот на животот, види ја светлината и во таа светлина ќе видиш се друго. Нека Господ ни помогне. Ќе станеме да се помолиме. Небесен Татко, ти благодариме за животот и за светлината, ти благодариме што си добар Бог и не правиш на тој начин да бидеме побожни луѓе. Заштити не заеднички како заедница од злото, од говорот на гревот и од безбожничките начини на живот. Помогни ни, Господе Боже, тука и сега, да го представуваме Твоето царство, Твоја црква и растот на Твоето царство да се види во нас и во нашето заедништво. Во името на Исус Христос те молам, Небесен Татко, услиши не во силата и помазанието на Светиот Дух. Амин. Нека да го прославиме Бога со песната број 49. Имај го во срце Исус, кога си разочаран, радоста ќе ти ја врати, нежно ќе те утеши. Во срце Исус, кога си разочаран, радоста ќе ти ја врати, нежно ќе те утеши, име драгоцено, надежина во него, име драгоцено, на земја и небо. Имај го во срце засолнува, ти повика го само,
тишина о него, име драгоцено на земја и небо. Децата сега ќе ги слушнеме. Јас сум првиот и последниот, умрет и етер жив сум во сите векови. Откровение 1:8. Браво. Наредната служба останува исто така во недела во 10 часот. И за крај ќе се исправиме сите, ќе завршиме со песната број 1, а братот Коста ќе го даде благословот. Да те благослови Бог и да те чува. Да погледне кон тебе Господ со своето светло лице и да те помилува. Да го срди Господ лицето свое кон тебе и да ти даде мир. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух, да бидат со нас сега и да секогаш. Амин. Амин.